Вечер, убави луѓе, кои вечерва решивте да ми правите друштво на шанк. Забавата е овде и вашето тотално опуштање и релаксирање е нашата цел. Останете тука. Пред некој ден се видов со колегиве на работа и ми викаат: "Леле Ивана, ама си ослабена." Се знам дека вие не можете да приметите камерата качува на килажа, ама и колегиве се викам ме гледаат секој ден, односно на 5 дена. Кај може викам за 5 дена да имам толку намалено и после ми текна на датумот дека сме крај на месец, со почеток на месец, на шо диета сум? Диетата ми се вика имам уште 500 денари во новчаник. Со 500 денари во новчаник не само што намалуваш на исхрана и почнуваш да слабеш, и физички се активираш. Почнуваш да се движиш пешки. Такси, да се качиш во такси. Уште ако се качи во такси на Black Friday во Македонија за потепа продавниците, 20 минути се движиш онака, као чисто да кажеш дека се движиш, готов си, земај кредит. Значи се активираш физички и веќе се навикнуваш на тој стил на живот. Ладно е, не мора да се бањаш секој ден, булјар се пушта само на ефтина струја. Не дала, евентуално после 10, ако се избањаш, ако не ништо. Што се однесува на пералната исто само во недела. Гледаш да си спремен со долна облака и со гаки, да имаш, да ти се најде. До крајот на месецот еднаш да треба да пуштиш перална. Вашиот автомобил исто заприметувате дека троши многу. Троши колку и вашата сопруга. Вашата сопруга, драги мои, не можете да ја замените за понов модел, за помлад и понов модел кој ќе троши помалку, меѓутоа вашиот автомобил можете да го замените за понов модел кој троши помалку. Време е да запознаете новата Hyundai Elantra. Ова вистинска убавица можете да ја добиете по екстремно добра цена и тоа ќе го направите ако се информирате и ги посетите моите пријатели. Верувајте, Елантра е вистинскиот избор за вас. Со добра кола обично оди добра женска, а кога сакаш, а нема, тоа е затоа што немаш кондоми. И сакам да кажам, биди подготвен, доаѓа викенд, биди спремен, да не те боли глава, обично не ја боли глава за викенд, набави си кондоми, од кај нашите пријатели, почив вкус, вие се ориентирате, бирајте по дамата по вас, имаме избор и нормално заштитете се. Ефа, драги мои, на шанк започнува сега. Од преубавиот Штип, или градот на снегот денес, затоа што вее снег, и денешниот гостин дојден заедно со снегот во Скопје. Дами и господа, еден единствен со мотора е дојден, Енос дојде, сол се направиме, Раде Рогожаров. Бонсуа, мадам. Благодарам. Повели. Благодарам. Ова е, дами и господа, вистински джентлмен. И бак не следува. Ете, тоа е тоа. Супер. Леле, колку е сладка. Многу е сладка. Како шекерче. Како шекерче. Имаш и таква песна, шекерна. Се сеќаваш на таа? Да, кој не се сеќава на таа? Па не ни дозволува да пееме сега. Ау, стварно ли? Не смееме да пееме. Што ќе правиме се цело време? Јас и ти немаш што да правиме. Имаш што да правиме, ама меѓу другото, нели меѓу другото за поздрав со песна, со свирка. Колку имаме ја и ти за муабет Раде правење, ама знаеш прво што ќе направиме? Ти благодарам за рушава. Има и друго. Има, го гледам ти. Што има друго? Има и друго, и ова е за вас. Ти благодарам. Поелете, не мора да зиркаме внатре. Преубав шампањ добив. А мислев, знаеш, што заеднички да го отвориме, да си наздравиме, на сите гледачи да си наздравиме. Дали може да го чувам? И за следната прилика да го отвориме заедно. Ама веќе имаме вино, нели? Имаме вино и сега ќе го пробаме винцето. Ајде. Ти благодарам и за ова. Ајде. Да наздравиме, а? Ние сме боемџини. Да сме живи и здрави. Така е. Зашто наздравуваме? За нас, за љубовта, за нас, за сите нас. За сите нас. На здравје. За многу години. Како те бендисува? Ле. Можеш да погодиш што вино пиеме?
виното ли е хубаво, дамата ли е хубава, не можам, не знам зашто да се одлучам, почитувани гледачи, да знаете каков ми беше денот. Не сум се смирил само што дојдам и сега во вакво присуство на ваква дама, на убавица. Ај сега па биди мирен. Како да бидеш мирен? А ја треба да се Ќе го допиеме виново, одма ќе се смириме. Ау. Ај ќе ја вжештиме ситуацијата. Со виното, да. Со убава мисла, да ти кажам дека доаѓам најнапред, чека, остави. Да ти кажам само што вино пиеме, да ти кажам што вино пиеме. Мораш да знаеш што пиеш. Никогаш не смеш да пиеш ништо што не знаеш што пиеш. Па не е истото? Ајде да ги размениме чаши. Истото е. Ова е квалитетно сува црвено вино, драг мој Рада, со изразена рубин црвена боја, со виолетови нијанси. Гледаш колку бои има само во една чаша вино. Се одликува со арома на шумски плодови и зрна стовеште и богат екстракт и мед кадифен завршеток. Се служи на температура од 16 до 18 степени со печено месо и дивеч, дами господа Вранец. Температура не е потребна, доволно ние ја загреавме За атмосферата за нас, за вас. вас, мадам. И што убаво кажам за вас, мадам. Не ли убаво тоа? Црвени ружи за вас, Леле, мадам. ама И мене со така тоа- секогаш ме тера на пеење Со кај тоа тебе. следува, да, цело време. А со тоа следува и што? Со радост ти доаѓам да ти кажам. Кажи Со ми, радост доаѓам кажи затоа ми. што не можам да се изразам во една реченица се да искажам, меѓутоа ќе се обидам ете така. Со радост затоа што те запознав, знаеш од кога? Те запознав пред, да речеме, известно време, неизвестно време, година или две или не знам колку, слушам еден прекрасен глас почитувани гледачи на фреквенциите на нашите радија. Не, мислам поточно. Да. Така е. И ме плени една дама, говор на една дама, на така поздравување на сите, пријатен ден ни посакува, убаво расположение, меѓу другото. Ама така е разговорно, така муабетливо, така ненаметливо, така шармантно, леле просто ме опи. И реков еден ден морам да ја запознам оваа дама и со така ситлееше тоа. Кај мене ситлееше и си го чувам тоа, како да кажам. Си го чувам како некоја вино. Велеа не е, сигурно не е убава за на телевизија во јутилката, ја најдов Лиле, ми вика ти можеш и на телевизија и еве прилика да се запознаеме преку емисијата на Шанк. Ајде да ни тргне И да се работата. дружиме, да ни тргне и емисијата да ни биде преубава. Преубаво виново. Виново е стварно преубаво. Јас да ти кажам, Како лека ти се полека. Денисова студиото не те прашав? Студиото е прекрасно. Ова, Покрај тебе ни студио забележувам, ама, ништо не ама забележувам. види ни го ова, види ни го. Шанкот готово. Јас си се потпрев на Шанкот. Овде им велам од Пан Принт дека тие ни го соредуваат студио да стават моја слика. Ама уште не можам да ги убедам. Викам една Аце, викам, вие таму во Пан Принт и така се правите. Една слика од мене, ама сега се сликаме на крај од емисија, ќе ме потсетиш. Ќе се фотографираме заедно. Така. А ми се чини дека имам забележано дека и некои фотографии овде дали тоа е Да, како и таа како фотографија. доаѓа како подарок на гостите или што доаѓа. Да, ама се надевам дека сега ќе има во од- некоја Не, уникатна. Од денеска ќе правиме фотографија со гостинот. Значи, Пан Принт ќе направат фотографија од мене и од Рада додека сме на емисија. Добро. И Лиле во штип ти ја носи директно дома. Ако не ја закачиш, се љутам. Не, ама Лиле, ама не Лиле, ама и заедно Јас да дојдам дојдете. да ја донесам. Не, Лиле ќе те упати, со Лиле си се знаеме, многу сме блиски, меѓутоа ќе те Јас упати. да дојдам да ја Ти донесам. ќе дојдеш ќе ми Значи, направиш јас во штип одам на гости. на гости, така цел штип те чека да знаеш. Договорено. Цел штип Ама те во чека. штип и ќе ме носиш на хор. Тоа сега ново надвор се договоривме дека имаш нов проект за релаксирање со. А, меѓу градски другото, хор штип. па, точно е Сакам тоа. настап да слушам, јас пеев со години во хор. Не знам дали И кога ќе знаеш. дојдеш, знаеш што на врата. На врата ќе ми запееш една песничка. Само кажи ми каков хор е. Има Па црковни градски, хорови, градски, како се вика градски хор штип. Така. Така. Добро. Мешовите, градски Мешови. мешовите хор, Добро. така е. Ти пееш или го Многу голема релаксација ми е хорот. Ама да бидам пееш искрен. ли го Па и водиш? пеам и играм и водам, не, јас не го водам, си има диригент. Така Добро. поздрав и до сите членови нели на хорот. Кога веќе го спомнавме хорот, кога сме кај Затоа што песната. јас пеем во хор. Земавме гран при две гран при награди во соседна Бугарија. Еве, тоа е најново нешто. Театарот пак постои гран при на гостување во Црна Гора. Тек театарот. Ајде ја да се множат. Знаеш, Рада, што ми беше цел живот желба? Да чуjem. Глумица да бидам. Театар сум сакала од дете. Така. Тебе како актер сум те обожавала. Твоите представи биле се секогаш уникатни. Така. Арно, ама сите ми велеа лоша економска ситуација и јас се положев по тоа. Ајде, нема пари во театарот, остави.
Ама Не, кој ти го кажа тоа? родниневе, кој може да ти излаже? Не, секогаш ќе се потпреш на собствената имагинација, на собствената на интуиција, на собствената желба. Значи театарот е љубов, театарот е да го сакаш, да се радуваш на театарот треба. Мислам, за мене тоа е единствената професија на светот, незаменлива. Мислам, секој нели си избори од свој аспект, меѓутоа театарот е. Па јас сум таму нон-стоп да бидам искрен. Тоа е мој втор дом. Таму пораснавме со сите колегите си, да ги поздравам сите театарџи од Штип, се разбира нормално, а правенствено моите сограѓани, моите колеги од Народен театар Штип, а и пошироко театарските луѓе, театарџиите се многу убави луѓе. Во секој град тоа е просто убавина. Скоро секој град, мислам, благодете да има театар, знаете, се прават некои споредби, ако треба да го дефинираме некако градот, дали има театар или нема, а што има театар, значи се знае, град со театар, со музика, со песни, со хор, со луѓе, со убавина. Морам да те вратам наназад. Јас Ајде. прв пат правам интервју со тебе, толку многу сакам да научам за тебе. Прв пат кога Раде ја одреди кариерава со која денеска се занимава? Од дете ли беше тоа? Од дома ли беше? Дали можеш да се сетиш прв пат кога таа маѓа те освекоа? Рече ова сакам. Ма тоа постои, едноставно го носиме со себе. првиот Тоа настап? постои првиот настап. Настапи колку сакаш. Сношти сакав да. Сношти сакав да ти дојдам. Сношти сакав да ти дојдам. Ја знаеш таа песна, така? Нормално. Си разгледав, мислев да не треба да ти подкрепам некои со награди да донесам, да се гледа, да се дзирка, да се вида, знаеш, те гран-при, те ова, те она, те фестивали, настапи. И се размислував дали да ти донесам од списанија, од како се вика, од печатените медиуми, нешто што останало, нешто што си го чуваме секој за себе. Знаеш колку една вреќа најдов една торба што се вели. Признанија и Признанија и секако на тоа се однесува и пишан збор во печатените медиуми, она што е изговорено и на електронските медиуми за наградите се секогаш сладки, нормално дека значи го потврдува тоа што го презентираме, што го колку сме се реализирале во целата работа, знаеш. Меѓутоа, најголема актерот би рекол, јас мислам дека секој актер ќе каже дека најголемо достигнување е аплаузот на публиката, задоволството на публиката кога ќе отиде и кога ќе се зборува за самата представа, за самиот чин, за самото доживување, бидејќи тоа е жива материја, како што ние умееме тоа да го потенцираме актерите. Тоа сега се случува во моментот. Еве сега што говориме, да треба потоа после пак истото да го направи, нема да биде исто. Добро, да не се повторам. Значи сакам да кажам дека актерството носи една возбуда, една свежина, една интима, една убавина, една љубов. Љубов. Просто треба човек да се нурне и во играта, во самата игра, нели, театарскиот чин е игра во која што одговорностите се многу големи. Нели треба да го толкуваме, да го изнесеме, да го донесеме на ликот кој што го толкуваме и преку нашата, нели, преку личниот сензибилитет да го споделиме она чувство што ликот го носи, оние судбини, оние љубови кои ги носи, да го споделиме со публиката. Пројде ли джингл? Пројде джингл. Ја ќе си легнам на шанкот да ти кажам. Леле, ај ти зборувај ми малку. Ја многу сакам да ми зборам. Стално сум на шанк, мислам сега на шанк, стално на шанк. Не, мислам кога ќе влезеш во кафич дали си за маса или за на шанк? Јас сум за на шанк. леле, јас сум. Ако те видам треба, ја право таму доаѓам на шанкот. Со лева или со десна, леле. Ми спомна дека имала многу незгоди, интересни ситуации во глумењето, во Како не? театарот. Знаеш, тоа е секогаш ние публиката да гледаме тебе на сцена, ама не знаеме што се случува позади сцена или за време на игра, малку е тешко да ги фатиш оние моменти што вие актерите си ги знаете. Кои биле најинтересни ситуации? Интересни ситуации, непредвидливи ситуации. Во представа може да се случи. Еднаш се совпадна баш на ослободувањето на Штип, 8 ноември, денот на градот. И тоа пред неколку години имавме баш премиера. Точно која премиера беше, не држете ме за збор. И ова кој згрме еднаш кога почне да грми, кога почне да удира, да мават громови, ова дожд се излика, како се вели тоа, како дракав од кабел.
И баш се совпадна со тоа, реков, ослободувањето нешто и почна, знаеш, инаку утрата со пушки, не знам, со пиштоли, подкајни, тега со пиштоли, не, со пушки, со оружје, не знам, ослободување, символично, знаеш, ослободување на градот. Така, мислам, добро, ова е, не е вештачки ова сега што го кажам, ситуациите надвор, за сцена, може да си правиме 300 драматизации, 300 чуда си правиме, затоа што мора човек во зависност нели од личноста, во зависност од актерот, во зависност, меѓутоа ние горе-долу се познаваме, си ја познаваме својата, како да кажам, не само приватност, туку како личности се познаваме и мораме да се познаваме, баш кај што мораме да ги третираме ликовите кои што апсолутно морат да знаат еден за друг или да имат биографија, веќе смислена, создадена биографија за ликот со кој што комуницираат, бидејќи на сцената може да се случат секакви можеби е многу поважно да го потсетиме ова. Например, ако сакаш да се долови некакво чувство, некакво не знам, нелагодност или некакво притискање или некакво нешто, и сега мора човек да си најде своја приказна од својата интима, од својата приватност, или да има слушнато нешто, меѓутоа ние сме луѓе, сите ги носиме тие нешта во себе. И само тоа треба да го црпиме од себе си и од другите и од искуството и слично. Например, ако некоја ситуација, ако сака човек сега вака простум да ја долови, ако никако не бива, ќе си замислиш, например, нешто те стега, нешто те ваму таму, ќе се присетиш дека замисли сега негде си во автобус или негде си на симпозиум, во некоја сала, на бал, сега си на бал. Играме бал. Танцуваме и замисли стега, тебе стомакот те стега. Ми се случило, ама ни на бал. Сите ни се случува. Сега да бе, луѓе сме природна работа. Работа. Кој ќе стигне стомак за до веце, така тоа. Апсолутно. Значи, мислам, еве еден пример сега, човечки е. Замисли како човек се чувства, сите како се чувствуваме замисли ако треба, мора да бидеме присутни, дај ми рака. Ако треба да бидеме присутни. Чекај само дали не фаќаат од камерите, дали не фаќаат. Фаќаат. Ај да не фаќате, не фатите. Ова, што сакав да ти кажам. Да. Што зборевме? Замисли сега да сме негде на бал, да сме разиграни. Добро. И сега или да речеме имаш нешто од ова нокната тоалета, ова да се држи на едно конче или на едно, не знам, влакненце, што би се рекло, или на едно копченце. Таман да падне. И сега паѓа. И што ќе се случи? Мислам, или цело време го мисли тоа. Ќе бидам звезда на балот. Да, така е. Браво за звездите. Ќе бидам звезда на балот. Тоа е. Ја немам проблем. Во чест на звездите. И што би се случило, например, тоа копченце да падне и што би направила? Мажите би се радувале. Ја ќе бидам звезда на балот. Тоа веќе го кажа. Со тебе нема разбирачка веќе. Ти си роден актерка, да ти кажа. Кажи ме, ми уништи од старт. Каде студираш и негде во странство студираш, сигурно. Гарант. Не, јас немам завршено ништо со актерство. Не. Како немаш завршено? Ти сега да влезам во улогата? Не, јас и ти знаеш што ќе се договориме, ќе си направиме една, како се вели тоа, дуодрама. Може, кога сакаш. Кога сакаш доаѓам по штип или доаѓаш ти овде и правиме. Маркетингот ти го оставам тебе. Маркетингот го даваме на Лиле. На Лиле, кажа, добро. Она парите. Лиле пали. Она парите. Ние. Како беше Лиле пали, Лиле гаси. Ова како во приказните вели мажот ми е гласот. Ова не е мажот ми е најглавен во градот. Во седи кога штекера за струја што пали. Па слично нешто, да, па така на времето во кој век се враќаме на назад, ама фенерите низ градот нели кога ги палеле, тој ги палел. Значи мажот ми пали, мажот ми гаси. Тоа нели рековме омилен лик или што поточно кога се роди желбата за актерството. А сега ми одговараш прашањето од почетокот. Па доаѓаме до истото, значи ние си направивме ова. Добро, ајде, кога се роди желбата за актерството. И мене ме прошета. Кај се прошета, соседите велат, снег гази ми долази ми се во такси. Не, мораш сега на камера, знаеш што ќе скокна, мораш да ми кажеш како беше поговорката за виното со вино гола. За виното јас колку што знам имам многу убави песни. Море вино голо. Не сакаш да ми ја кажеш? Не, ќе ти ја кажам. Добро, јас поговорка е. Па може и поговорка да е. Па сега, како ти одговара? Ти сакаш песна? Море вино гол, така некако продаде ми воло. Мислам, воло тоа е.
Сега што значи па? Сега треба преведувач некој на кој јазик ова? Оштип. Не, така ја знам песната. Таа е некој Продади ми волам мене два. На мене два, на бате три, така некако беше. И останавме нешто. Кој те тебе пие, без невеста спие. Кој те тебе сака, без гаки скака, така некако беше. Тоа се како ова ти личи ли на некој понеделнички песни? Знаеш понеделничка песна? Понеделничка песна. Понеделнички Ја прв песна. пат слушам дека постои понеделничка песна, дами и господа. Да се информираш, дами и господа, Што- се информираш, што ќе ги песна е? прашаш. Не е една песна, повеќе песни, тоа се понеделнички, како значи за за време на понеделник свадба, за понеделник денот, кога се оди, како се... Аха, значи имаме ритуал. Свадбите и денес, свадбите не се тоа што беа, нели? Ја у понеделник бе раде, ништо не ќе да правам, ни па музика. Јас ти се чудам, еве морам да кажам на гледачеве. Врни дожд, истура, денес ладно, А тебе те нема. Златен Раде, Златен Раде, како се јави професионално, се договоривме, дојде се, весел, насмеан на телефона. Бе мислиш, у Мајами е на плажа, ќе дојдам. У Мајами, јас си знам со мотор да стигнеш од Штип до тука. Овај, ќе ти кажам, у Мајами на плажа. Еднаш патувањето театарско. Во Мајами си бил? Во Канада бев, ама тука се на исти континент. На исти континент се. Слушај да ти кажам, едно драге... Истото е да... Исто ти е. Сега замисли, глеј сега, во Канада си... Исто, да. Се замисли таму во снег и си замисли во Мајами како може да биде на плажа. Една година патот ме однесе по театарска игра и слично, како водител, како не знам интерпретатор и тие работи, да не ги набројувам, многу се. Немаме толку време да не ги набројуваме. Вистина немаме време. Па половина час имаме, Ќе скратиме малку. И на враќањето од Австралија готово, завршивме со Австралија. Тоа беше лето во Австралија, се качувам во Сиднеј на авион, а овде во Скопје, како се вели тоа по скопски, како да кажам, Крчен, велите Крчен или како велите? Јас Свети Николе сум Многу го сакам Свети Николе. Не зафркавај, леле. Јас сум од Свети Николе, Гледам, немам ми слушај да ти кажам сега од Свети Николка. Леле, јас многу сакам да живеам и во Свети Николи, и во Радовиш, и во Кочен, и тие градчиња, таквите места ги како ги доживам многу прекрасно. Да, убави мали градчиња. Искрено, за Свети Николе, мислам, ќе се надобразим за Австралија, од Канада во Австралија. Свети Николе Австралија исто. За Свети Николе еден ден патувам, некоја реклама ли правев, што правев, не се сеќавам. И тргнав по патот, нешто немаше превоз, како јас како што не навикнат да возам и си Не возиш или не си навикнат? Не возам јас воопшто, јас авионот ќе го паркирам негде и ќе заборавам кај ми е, мислам не возам, воопшто не возам. Не сериозно. Во ова сум го кажал, меѓутоа за уште секоја ова прилика е убаво да се потсетиме, мислам јас да се потсетам. И стасав некако до Овчеполе. До Овчеполе се симнав на од автобусот и пешки си продолжив едно сонце, едно убаво време. Дрвореди од двете страни кон Свети Николе, многу убаво место. И реков, чекај да стопирам, некој ќе застане велки, ќе се смилува. Ете ти една дама како тебе, ама на трактор. Леле, тракторот оди и јас и мавам рака, таа ми мава рака. И велам за кон Свети Николе, па нешто ми презбра, јас помислив дека во тој правец оди тука да ти била во некој село близу, меѓутоа гледам, забележувам дека не застанува, реков, што е сега работа? На трактор е. Не, рече, чека ово го згазнав. Ова трактор да не падна, не падна. Не, нема да го. Рече овој не се гаси, ако го изгаснам нема да може да го бутна. А тракторот ти како се качи во движење? Така и се качивме на тракторот, рече качи се во движење. Леле, и што да ти кажам, и цело Скопје чаршија да игра. Убавино, Играш ли игри? Играм. Се договоривме ќе играме игра. Ја цело време играм, да играме, да си играме. Играме, да. Да се малце понасмееме, затоа што ќе се бркаме. Не, да се како се вика. Нема место. Јас дека ми текна, ти си актер, ти мораш да знаеш да имитираш се. Така? Па, добро. Принцип. Добро. Јас прво викам на овие од мојот продукција, викам јас ќе ги имитирам животниве за да се погодуваат. И ми вика Раде, не јас ќе ги направам. Значи, не сме да се каже кој е животното. Треба да се погоди само. А само Да, значи јас вака го држам. А сите ќе го гледаме. Сите, сега мојот драг колега од таму ќе намести камерата, дали сум добра наместена, да, се гледа. А ти ќе треба да ми го без, значи да се каже дали сакаш со звук, со асоциација, со нешто. А ти го знаеш животното? Не. А ти не смееш да го знаеш? Не смеам да го знам, ти треба да ми објасниш, ја треба да погодам.
да не ми местиш некој изненадување, некој Не, искрено, стварно Искрено, играме. Ама вообичаено играш, обично значи, играме добро. сум, не сум, ова Окей. играм само со Војче, Окей, Војче добро, чува добро. многу змија ми донесе во студија, ќе го поздравам. лелеј. Со него ја игравме Добро. ова, добро испадна. Добро. И сега вторбата Ајде пробувам сега. со тебе заради тоа што ретко кој ми се Ова- нафаќа да ми игра игри овде. Ова знаеш како го доживувам, како да сум на психијатар, нели психијатрите покажуваат некои сликички, па ајде, погоди што е ова, од кај сега да знаеш, погодиш на Имам што и ти друга личи игра ова. јас. Еј, што е па тоа? Ајде. Не, ајде, добро, Ајде. ќе си ги играме и двете игри, ако не се Ајде. интересни, за публиката да се Добре, надеваме, сега јас што треба да... Појма немам кое е животно, треба да ми објасниш да погодам. Го има, а ти да погодиш. Го има во Швајцарија. Многу го рекламира. И тука и кај нас го има. Некогаш ова, кажам, не асоцијации, туку субвенции добиваат за нив, ги се молзат па Крава! крава! Многу сакам. Добро, Многу сакам. ајде. Добро. Леле! Ги има во шарено е многу убаво. Ги има во прашумите, така некако во Амазон, да речеме. Змија? Не, шарено е и како беше земја, вода, воздух, воздушни простори, Птица е, да. Птица е? И, зборуваат. Папагал. Папагал, дај да те бакнам. На секој погодување ќе го бакнеш. Добро. Ајде. Го видеме, Не го видов. Не се гледа од таа страна, не се гледа. Добро, не се гледа од таа страна. Ова е роднина на човекот, најблизо Мајмун. така е, не поздравува, Горила? не шумово не поздравува. Горила. Yes, супер. Добро. Не е горила, ама горила, ова. Шимпанзо. Ете, Добро, така, close да, enough, близко да. е. Така. Ова тие кога ќе одиме вечерва те канам, одиме на вечера. Да. Дали јадеш нешто морска храна? Такво нешто ти се допаѓа или не? Да, не мора. Лигни, Не. школки. Лигни. Па на тоа мислам Ова да е те покажам. лигња? Не е лигња, че. Една голема лигња со муцка. Добро. Чекај да ти кажам. Не, за лигните сакав да ти зборам и јадеш ли октоподи? Јадам. Леле. Добро, а ова што е октопод? Не, ова ти е наш октопод, наше нешто се прави од ова. Свиња. Тоа е, дај ми да те бакнам. Ја верувам Супер. дека крал на животните е свиња. Крал на живот, така е. Тргни од тоа настрана, Добро. Имам уште, јас мислам, не сум стигнала до старите, така ќе ми кажеш ако се Ова повторам. ја има во животинче, многу пријатно е. Летно време не буди, не знам, рано наутро во рани зори, цело време пее во водата. Петал, кокошка, Не, ама во реките, во барите, во реките се па ги не знам, интересни се, некои ги чуваат и дома, така како миленичиња, децата ги чуваат, ги Куче. сакаат. Не бе, кај чув куче у река у куче. Хај сега, јас дали не објаснувам добро. Не објаснуваш ова. Но зелено е, скока. Жаба. Па жабче, ете така, жабче. Имаме уште, да. А за ова жабче, Ете. така жабче. Сега, ова е вредно. Многу е животинче вредно и многу е полезно за човекот, особено за човекот и мора да го применуваме во секојдневно во нашата исхрана. Тоа што ни го многу е работно од цвет на цвет летка. Пчела. Пчела. Ајде ме речеш од цвет на цвет погодува. Ајде на здравје. Ајде на здравје. Мислам дека добра сум, така? Најдобра, Ама и ти добро најдобра. објаснуваш. Сега што имаме? Сега имаме нешто друго. Ова. Вечера кога ќе одиме на вечера, те качувам на мојот мотор, инаку во секој девието. Кој? Тоа е конј. Ете, конј. Така. Се повторува дека стигнам до старите. Не се повторува. Има уште? Ова е супер животинче, го има во нашите дворови. Си наоѓа зрнца, си наоѓа, не знам, житарки, си колва, си пее, Него подпевнува, како беше машкото на памет, ја знае песната. Ова Така. со пењево, со кокошкиве петалот. Ова петал или Петалот е? кокошка, петал или кокошка, Петалот? ама од тој род е. Кокошка е Така, тука. Добро ви кокошка. ги погоди. Така е. Упс, микрофонот се Така. слушаме уште добро. Се слушаме, држи го во рака. Држам. Така. Ајде. А за кокошката што треба да направиме? Готови сме се. Тарарири дарарам тарара. Да, готови сме, стигнавме Готови готово. сме? Готово. Браво, јас таман А добро, зашто ви оваа микрофончето игра? Што ќе ви е? Мислам, убава е.
се изнасмеавме така. Да, ова ми се беше, надам дека ова се ми беше изнасмеа. како актер, дека мора да луѓе не знаат да не им тече толку брзо мислата. Актерите се посебен вид на луѓе што имате милион мисли во глава во една секунда и мислам дека ти беше погоден човек за ова, да ми помогнеш со асоциации да ги погодам. Така? А замисли како јас реков како на психијатар да си. Не. Што е ова, што е ова, што е, не знам зошто им служи тоа на психијатрите. Не знам. Не знам да ти кажам, прво ја не верувам во психијатрија, верувам во вино. Ала да би ти. Ајде. Ја ајде, верувам здраве. во вино, А ти не дали верувам воопшто во пиеш? психијатар. Дали воопшто пиеш? Да, Помалку. пијам. Помалку. Квалитетно вино ти е кофе. Многу убаво. Со вкус Да. на што беше на шумска јаготка и на малина и на капинка и Еве го, нашето вино, Да го нашите прочитаме? пријатели ти е Така. зрнестоваш е богат екстракт и мед кадифен завршок Ете. со арома на шумски плодови. Да. Преубаво, Пиете вранец. го во секое време кога ви е сладко, кога ви се пие особено, кога ви посакува душата. мислам, така некаде блиску при крајот сме на дружењево. Кажи ми, што е она што Раде го нуди моментално на публиката, освен хорот, во представи, во штип? И театарот, и Во хорот. театарот, да. Во театарот активно сега кога можеме да те видиме? Дали ќе преш пауза за празници или може Не, јас не, имам не, желба па јас да те доаѓам, видам. директно доаѓам сега од, мислам, денов ми беше исполнет со проба. Добро. И тоа Кога е? за пред Нова година, 10 дена пред Нова година треба да излезе ова премиерата. Одлично. А уште една премиера, целовечерна премиера имаме за неколку дена сега во сабота. Одлично. А премиерата во која што јас настапувам, тоа е наменета за најмалата публика, за најмладата публика, од представа за деца. Подготвуваме работена по сказните, по бајките, по приказните на Ханс Христијан Андерсен, избор од тие приказни и мислам дека на добар пат сме да ги така, да се дружиме со децата. Едноставно да се дружиме со внука ми ќе дојдам. Ти Да, ветувам. ама на целовечерната представа ќе дојде сама, внуци, внуки, никако Тоа не е за мали деца. Не е за мали деца. Тоа не е за мали Така е, деца. така Ама и ова е убаво дека и децата заслужуваат да Сите да заслужуваат. бидат- Нема секоја возраст, театарот, секој театар, секој треба да си има свој репертуарна политика на која што треба да бидат застапени сите жанрови, театарски жанрови. Значи да не ги набројам од најмалата до највозрастната публика и жанровски драма, комедија, трагедија, не знам, Така. така. Е сега, дека ти ми донесе најубав подарок цвет, за секоја дама цветот е еден од најубавите подароци. Вистина? Ми донесе уште еден знае, точно, јас сум многу голем љубител на цвеќе. Значи Не тоа е крај. И нема дискусија, најубав подарок е цвеќе. И јас Ме ќе ти згазна, дадам што на значи тебе тоа? подарок те згазна. Не. И јас морам тебе да ти Ајде. дадам подарок, бидејќи си ми еден од највеселите гости што сум ги имала во студиото. Добро. Најискрен човек и сите рекоа Раде е најдобриот човек кој ќе го најдеш, со добро срце и душа. За такви луѓе мислам дека убава чаша вино од ова што го пиеме, за овие ладни денови ќе ти се најде одлично од моите пријатели. Еве ова е за тебе. Благодарам. И за деновите кога сакаш да се растваниш и ти треба многу сила, а ова е вранецот што го пиеме, моите пријатели ти даваат кафенца, Само едно. цела торба. Не, дај да Цела ја торба покажеме, да ја кафенца. покажеме Цела торба кафенца и Е, што сега ми беше од работа. сега па ќе ми ние доаѓаат многу е на кафе. важно да ги Да. научиме младите дека треба да се Така. заштитат, сите треба да се заштитуваат и кондом. Така, Тоа е многу битно. Благодарам. Тие се луѓето кои стојат позади мене и за тебе го давам поклон, а Пан Принт, јас и ти се сликам и прави фотографија од мене и од тебе заедно, Добро. која ти стига директно на домашна адреса и твоја задача ќе биде да ми сликаш и да ми пратиш фотографија како би јас можела да ја објавам, дека си добил фотографија с успомен од ова убаво интервју. А, За да можам да ја објавам. слободно со фотографијата можеш да ја објавиш и како се вика тоа На Фејсбук. На Фејсбук. Зошто немаш Фејсбук, Раде, да ти правам сега или после? Прави ми кога сакаш. Само викај ме. Како се викаш не е битно, Не е само бит- викај Не е ме. битно. А ова, јас од таа страна сум малку заостанат, да не речем малку. Не, Не, тама затоа што Опс, упс. на кај тебе Ми одам. тргна работата, почитувани гледачи. Овде ајде реце. Реце, реди. Ова па мислам дека како му доаѓа тоа, дека треба да се одговарали ако имаш На Фејсбук, на на Фејсбук да, треба да се да, одговара. да. И сега замисли ја ако треба да одговорам на сите што ми се јавуваат, а не би сакал да некој да остане така, не. И за тоа немаш Фејсбук? Па не, јас предпочитам вака дружење во живо Одлично. и гледање во очи и Дали остана нешто што сакаш Недоречено? да споделиш со нас, недоречено. Има ако многу има работи нешто кои ќе ги што те доречеме притиска, следниот како пат. беше, што те притиска и Закопај го во длабочината, длабочината сама ќе го речем. Така.
Читам, јас читам. Ова рака не сега тоа е актерски Дали има каде да ја нешто држам, што- чекај тука ќе Дали се. има нешто што сакаш да го кажеш до нас? Многу на сакав да нашите кажам, да гледачи? бидам искрен и многу кратко ми се стори. Да, ама Баш веруваш што дека 40 минути дома, веќе зборувам? целата домашна библиотека ја превратев, сакав да поинаку еве дружбата да ни биде поинаку, да ни биде, како да кажам, да бидам ако бидам воздржан, ако бидам претерано, да не речам културен или таков некаков стил, јас не се изнаоѓам, мислам не се гледам во таков како Ти да не помогни си ми. ти, ако си Не мирен, е така, и ако си нешто друго, не ако не сум глумиш, мирен, туку мислам мирен во повлечен, во тивок, во не Прво- енергичен, тоа Така. не е раде. Така. Ти си кога влегуваш да усвоиш просторијата, енергијата е тука, да бидеш, да привлечеш Ја- внимание, фокус, центар и тоа е Раде Рогожаров, така те паметим. Човек кој влегува не расположува, не смее сите, човек кој го паметиме од Од многу театарот, емисии. од многу одамна, од телевизијата. од телевизиите, од многу од, телевизии. а, Јас сум дете на комуникацијата со македонската луѓе. радиотелевизија, на Сител телевизија, на Канал 5, на еве И сега пред се- на Алфа, на наша телевизија. Јас ќе ги потсетам сите затоа што заслужуваат, затоа што имаат респект кон мене и истите кои ми имаат Така. понудено. И пред се, знаеш што сакам да кажам, си народен човек. Човек со луѓето. Значи нема да одминеш никој. Не сакам нема да се правам тоа што не сум вештачки, мислам луѓето сакаат да прикажуваат некакви нешта или така се доживуваат, или едноставно таков им е стилот, или таква им е природата. Мислам тука да се оградам да не испадне дека сите треба да бидат така или слично. Има луѓе повлечени, на пример, или сакат башка во јавноста да видиш, сакаат да остават впечаток дека се Нешто што не се. нешто, не знам дали се Да. или не се, меѓутоа сакат и тоа го доживувам многу вештачки. Тоа ми се највештачки, најголема патетика е претераната како да кажам, Шминка. претераната Шминка шминка, во наводници. претераната да не речем Глумење, тоа е глумење. баш така е, глумење, претераната Фама за нешто што не е потребно. не можам да се сетам. Видима Е сите тоа е тоа. зборови. Да. Раде, мораме да полека. Нешто што е премногу сериозно, е Така. премногу патетично. Многу е патетично, многу е смешно затоа што не е природно. Ама и затоа има луѓе како тебе и како мене Така. што ќе го спречат тоа. Јас морам полека За да нашите гледачи, Да. за нашите сограѓани, за нашите другари, за нашите пријатели, за сите, за да едноставно, не знам, јас уште кога влегов во студиото, сакав првиот збор што ќе го искажам да биде зборот радост. Значи јас ви дојдов со и радост, ни мадам. донесе радост. Со радост доаѓам, летам од Штип према Скопје во вашето студио, летам со радост. Не случајно реков, ја спомнав домашната библиотека, 300 чуда свртев, 300 за награди, за ова, за она, не знам, за реков шо ќе ни тоа, Боже сладки, и ништо од она ај впечаток некаков, не знам, културен ваков таков културен настан. Мислам се си е културно, од културно по не може да биде, нели хубаво. Ај сега кажи ми ке нешто. Сега, за жал, 40 минути не ограничуваат. 40 минути за тие 40 минути просторот кој веќе ние мисламе во од режија ми вела дека имаме 30 Може ли сега минути во веќе во тоа? името на гледачите ќе ве бакнам и ќе ве гушнам. Ти благодарам. Така, најпријатно, најкултурно, Ти благодарам, Раде. најрадосно, дека јас сите моменти ги доживувам на ниво на свеченост. За мене секоја дружба, ова е наше прво видување што се вели, се слушавме по телефон. Меѓутоа за мене јас така ги доживувам нештата, им се радувам на нештата. Како да им објасниш на луѓето дека се радувам на нештата? Како да им објасниш на луѓето некому му треба, не знам, 100 кила вино да испи или не знам колку ракија за да да се загреат, не знам што да правеле. Не ми треба тоа. Дури ни ова, меѓутоа без ова не се може. Ова нели вела дека виното е на боговите. Вистината е во И виното. вистината и боговите пијат од Ние ќе виното. го допиеме виното, Така е. ќе продолжиме, а Наздраво вам гледачите за вас. ќе ги замолам да останат со нас, затоа што има уште малце, а драгиот мој гост е Раде Рогожаров и во следна прилика на моја големо задоволство и срце ќе го викнам да ми биде гост. Сега ќе си одиме на вечера. Да. Е така. Останете со нас. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy.
We about to do this 'cause we Deluxe. happy. И за мене Not alone if you feel like happiness is the truth because of if you know. Елит. За мали и големи. Вистинско кафе. За вистинско уживање. За сите оние кои не се сигурни за рекламата за вашето омилено кафе, да, на рекламата е при талентираната и приубава малечката Дорис и јас. Не мислам во маркет, чисто ме прашуваат, ви имаш една сестра, многу личи на тебе во реклама, ја гледам за кафе. Не бе, не е сестра ми, јас сум. Добар се, луѓе, не очекувате секој ден човек со пудра да се шета. Плюс Facebook си е Facebook, во живо си е во живо. Како и да е. Ова е кафето кој ние го препорачуваме со голема сигурност и гаранција дека е најдоброто нешто кое ќе ве разбуди рано наутро, ќе ве даде онаа плюс потребна енергија која ви треба за да го издржите крајот на денот или за да ги доработите оние сати малку подоцна после работното време или едноставно кога ви треба друштво за убав муабет, секогаш што тоа оди добро кафе. Значи се разбравме за кафето, за рекламата, окей, чисти сме. Сега, следно нешто што треба да ве потсетаме да посетите нашата Facebook страница. Зошто? Затоа што имаме преубави шолички од Pan Print кои ќе одат кај вас да можете да си пиете чајче во овие ладни денови, кафенце, да си направите винце, што сакате, што ви е мерак. И нормално, таму ќе ви подариме и на вас кондомчиња за да се заштитите или презервативи, а и на вас по кафенце за да може да ве почастиме да сварите едно кафенце, да речете овие што се фини. Се договоривме, посетете Facebook страницата на Шанк со Ивана Наскова. Сега, веќе кога сме при крај на вечерашното дружење, не сакам да ве оставам да си удите не насмејани, не весели, затоа одбрав најдобри твитови според мене што мене ме насмеја расположија од сегментот Врапчето Милетна. Можеме да одиме со джингл. Многу сакам да звучам така како еден мој колега. Джингл, Врапчето Милетна и еве го мојот избор од Твитер. Вели, кој да ти каже Ивана? Причината зошто жена не носи кондоми во ташна е затоа што додека го најде кондомот, детето веќе има напунато 3 години. Само нака се немам ташна, моја да ви ја покажам, вадиш и бараш. Што велеше колегава Сашко Куцев, подобро на Марс ќе најдат поправа живот отколку она да го најде кондомот или телефонот во ташна. Зоран Гега Маđarски вели на Твитер, замислија Меланија, или сега Доналд Трамп победи за председател, се е возможно и тоа беше актуелно. Замислија Меланија, влегува во Белата куќа преку Роуз Гарден, паѓа на колена и вика "Јас сум југословенка". Да не ви пеам, не сакам да ги исклучите вашите телевизори. Касиопеја, еден период толку бев ослабена што не ги ни фотошопирав сликите што си ги објавувам. На шо диета си? Фотошоп диета. И јас сега откако открив дека одјава и најава можам да правам позади Шанков, веќе не морам да го собирам стомакот, а и не морам да слабам, види дека шубаво витко изгледа. Кој да ти каже Ивана? Македонски аларм за заштита од кратци. Остај ги светлата запалени да мислат дека сме дома. Не, ќе се зафркавам. Мислат луѓе имаме ние пари како американци за аларми, за башка деца дека да ги истераш од куќа аларма 3 пати ќе се упали. Ќе пушнати на плаќето, веш да ја да проверат. Господине, да не има нешто. Не бе, децава, женава сака европски да ги воспитуваме, па не се дере по нив да излезат побрзо и трчаат по дома. Празен джеп, за мене не е 666 ѓаволски број, туку 000 на банкарската сметка. За мене е тоа ѓаволски број. Тегет чорапа. Грижете се за себе. Не чепкајте по телефона на женави. Грижете се за женави, држете го вашиот телефон подалеку. Ова беше последната мудра мисла за вечерава од Врапчето Милетна. Моја убава Македонија, имајте уште убава вечер и секогаш редовно бидете на Шанк во репризните и во премиерните изданија и не заборавајте, можете да не побарате на YouTube, а во секој време сме со вас на Facebook, на Шанк со Ивана Наскова. Ве сакам.